Здраво, јас сум Горан Теменугов, долгогодишен новинар, ќе бидам модератор на оваа последна панел дискусија. Знам дека ви е тешко после ручек, па уште ако сте се напиле едно-две винца чашка, а надвор убаво време, тешко е да се концентрирате на овој дел, но само ќе ви напоменам дека сега ќе зборуваме малце за парите, за вашите пари. Што значи сето тоа? Знаеме дека сите сакаме да бидеме пофалени дека сме многу добри во нашата професија, но што ни вреди тапкањето по рамо ако на крајот од денот не однесеме некоја паричка дома. А како се носи пари во вашиот занет, но и во мојот? Со знаење и секогаш со ново знаење. Вие сте во понеповолна позиција од тој аспект, вие мора да учите многу повеќе од нас новинарите, ние знаеме и да се шлепуваме на нашето незнаење и да се влечеме на нашата сладкоречивост, додека вие мора да го поседувате на вистинското знаење. Затоа денеска во овој последен панел, кој што е наречен перспективи за натамошен развој на сметководствената професија во Македонија, имаме шесторица гости и тоа од различни бранши, односно имаме и професори на универзитети, имаме представници на институција, имаме бизнисмени, имаме и ваш колега сметководител, но со ред да ги представам. Значи, прва до мене е професор доктор Марина Трпеска, професорка на економскиот факултет, задолжена за сметководство. До нејзе професор доктор Јетон Мазлами, добро е, не го сгрешивме, не ставивме и, значи кој што е исто така професор, но тука е како член на Советот за унапредување и надзор на сметководствената професија. Трета е представничката, односно советник на гувернерот на Народната банка, Марија Ефремова. Веќе добро го знаете Виктор Мизо, мислам дека нема кој не го знае тука. Представник е како на странска компанија. Доктор Симон Милошевски, без вод, добро. Има повеќе функции, и е професор и бизнисмен, значи доаѓа, ќе може да зборува и човекот кој што ги преведе оние фамозни 2000 стандард, што контролираше преводот на 2000 страници од стандардите. И последен, и она што сите ми го истакнуваат, еден од најмладите во вашата бранша, тоа е Иван Ѓуровски, извршен директор на Интернационално сметководствено биро. Добре дојдовте на сите, ви пожелувам. И ќе почнеме со панелот. Со кого да почнеме? Веќе знаеме со кого, со оној што е посочен како најмлад во професијата. Зошто со него ќе почнеме, а не, например, со професорите или со поискусните бизнисмени? Затоа што ќе барам од него една мала индискреција да ни открие. Работи со странство, има сертификати што се потребни да работи со странство и сакам да ни каже дали, ако нема сертификати, колку би заработил само со работењето во Македонија, а колку заработува со работењето во странство заради сертификатите? Повели Ѓуровски. Ова е доста интересно прашање, на кое што јас би можел малце по-дискретно да одговорам, односно сертификати. Прво би кажал кои сертификати ги имам, бидејќи и тоа е многу битно. Во денешната дигитализација има доста сертификати кои што онлайн одма се стекнуваат со еден клик. Има сертификати за кои што треба да се учи, да се едуцира и таа едукација е поврзана со праксата. Односно, еден од главните сертификати е тоа што сум ACCA member, односно после 2,5 години екстензивно учење и пракса во Deloitte, едно од најголемите ревизорски куки, пракса, работно искуство и положување на испитите, станав ACCA member. Потоа, во истото време, учев за Certified Fraud Examiner од најголемата светска асоциација во Остин, Тексас. И исто така сум accredited member на асоциацијата. И по сето тоа и по работи со странство Европа и Америка, од 2022 година сум член на Forbes Finance Council. По invitation, по соработка со странските партнери, странските компании, сум член на Forbes Finance Council. Сега, сите овие дипломи, сите овие акредитации или сите овие сертификати, тие се добри за да може да се влезе на странскиот пазар, за да сакаат странците да соработуваат со вас. Меѓутоа, знаењето и искуството е пресудно за да се задржат клиентите, односно, секогаш се почнува со една услуга, пример, сметководство, bookkeeping. Меѓутоа, разликата во средствата кои што се работуваат за Македонија за странство не доаѓа чисто од bookkeepingот,
Зашто сите знаеме дека преку дигитализацијата веќе тој е делумно, ако не и целосно, веќе автоматизиран. Средствата доаѓаат од консалтинг, financial reporting, финансиски анализи, односно од други сродни дејности кои што се надоврзани на основата или сметководството. Кога зборувавме пред да почне панелов, дека се менува индустријата во суштина и дека сметководителите треба да се прилагодуваат на бизнисот. Еве, и во новинарството, само да ви кажам, се прилагодуваме. Јас сум телевизиски човек повеќе од 28 години, наскоро ќе бидат полни 29, потидов сега на интернет, на YouTube, значи сум се прилагодил на нешто. Но што мора сега да се прилагодуваат сметководителите? Има нови бранши кои што не е така едноставно да се води за нив она бизнисот да им се води. Што треба да се прилагодат? Да, па пред се, сметководителите мора да се прилагодат на промените во бизнисот. Дека ние како сметководители, ние пред се вршиме евиденција на трансакциите кои што се спроведуваат во бизнисот. Како бизнис секторот се менува, како се отвараат нови бранши, други бранши изумираат, сметководителите мора да се целосно усогласени со меѓународните сметководствени стандарди, односно усогласени со стандардите или со IFRS Foundation, која ги поставува тие стандарди врз основа на бизнисите, како се менуваат и нивните бизнис трансакции. Така. Само не зачув, колку повеќе заработувате со странство што работите во однос на Македонија? Малце, да, угодили со уште памтам што поставам прашање. Во сооднос би рекол дека 1:3 до 1:5. 1:5. Меѓутоа, сето тоа зависи од услугата и би сакал да кажам, за да се заработи тоа нешто, треба професионалност, која што професионалност е пишана во договори за сметководствени услуги така натаму, каде што ако испратите нешто што е погрешно или испратите нешто нецелосно, вие исто така имате и пенали во тој договор. И може од 1:3, 1:0 да стигне, Добро, да. ако нема професионалност во работењето. Да, но доаѓаме сега до професорката Трпеска. Професорке, преведени се 2000 страници со стандардите што треба да се применуваат, сметководствените стандарди во Македонија. Тоа е голема бројка. За жал, ние што сме поблиску до пензионирање од што до почетокот на кариерата, кога ќе се спомне дека треба нешто да научиме и ќе го научиме, не е проблем, но кога ќе се подспомне уште дека треба да полагаме за да добиеме црно на бело дека сме положиле, некако уплав не фаќа. Чудна менталитет имаме тука изградено. Зборуваме за 2000 страници, колку е реално тешко да се совладаат и да се прилагодат сметководителите на тие стандарди да почнат да се применуваат во Македонија. Добре, па најнапред сакам да се заблагодарам на поканата да се слушне и мислењето на науката и како представник на академската заедница да учествувам на оваа дебата. Да, 2000 страници може да звучат страшно и нормално за секој, дури и за мене тоа би звучало страшно, но она што треба да знаеме е дека меѓународните стандарди се базирани на некои основни концепти, на фундаментални концепти кои што сметководствени концепти, а сметководството е универзален јазик кој што го разбираат сите исто, без разлика дали се од Македонија, од Европа или од каде и да се. Нормално дека има финеси во сметководството, има различна регулатива, но сепак овие меѓународни стандарди, стандардите за финансиско известување се базираат на тие фундаментални концепти, кои што на нашите сметководители им се многу добро познати. Имаме квалитетни сметководители кои што со малку напор би ги совладале овие меѓународни стандарди да можат соодветно да бидат имплементирани. Она што е многу битно не е дека нашите сметководители нема да ги совладаат овие сметководствени стандарди, значи пак кажувам дека има внатре многу детали, има различни концепти, има даден сметководствен третман за многу ситуации кои што на пример се прашуваме како би ги евидентирале сметководствено. Нормално тогаш се повикуваме на сметководствените стандарди да видиме каков е сметководствениот третман, но тоа е генерално суштината им е позната на сите сметководители. Значи треба финеси да се доучат за да се совладаат. Она што е многу круцијално, што не мачи сите, особено тие кои што работат во праксик, тие кои што работат за меѓународни компании, е тоа што како земја мораме навремено да ги преведуваме сите промени кои што настануваат во стандардите. Тоа е, стандардите се динамичка категорија, се менуваат континуирано, значи годишно се менуваат, на годишна основа се јавуваат нови стандарди, се пишуваат за нови категории кои што даваат сметководствен третман.
и сето тоа наметнува дека не само еднаш да се преведат тие 2000 страни, туку треба континуирано да се преведуваат и континуирано да се апдейтираат, за да може да бидеме во тек континуирано со едни меѓународни стандарди што се применуваат широм светот. Ние имаме нека несреќна околност кај нас сега, за жал, што последните меѓународни стандарди кои што се преведени во 2009 година и објавени во службен весник тогаш, пред 15 години, се уште се применуваат. Тие меѓународни сметководствени стандарди биле тогаш меѓународни, сега слободно можам да кажам дека се локални, само кај нас, зашто само кај нас важат. Сите други земји си ги преведуваат и си ги апдейтираат стандардите како што се менуваат. Така, значи сега треба да се прилагодат сметководителите на преведените 2000 страници, да ги знаат, да, иако сакаат да се сертифицираат, да ги положат. Викате, велите дека врз основа на искуството можат многу брзо да ја совладаат таа материја и да дополагат у суштина некои што ги викаме цаки треба да пофаќаат во целата приказна за да може да го добијат потребниот сертификат и да применуваат меѓународни стандарди. Но она што сакам да се надоврзат и некои од другите соговорници, рековте секоја година треба да се учи машала или тоа се само мали елементи кои што се мали дополни, бидејќи ако треба секоја година по 100, 200, 300 страници, се така. Тоа не напоменав, значи не треба секоја година од новости да преведуваме, туку само промените да се апдейтираат. Значи тоа се промени, значи ако има нов стандард може да се 200 страни, ама ако има само промени во стандард, тогаш се и помалку. Значи тоа зависи од стандард до стандард, но битно е да бидат цело време да бидеме апдейтирани со последните промени за да не се доведеме во ситуација да имаме да работиме као по меѓународни стандарди, а тие да не се применливи во други земји. И тогаш меѓународните компании, што очекувам дека тоа ќе го кажат и представниците од компаниите, се наоѓаат во ситуација да изготвуваат два сета на финансиски извештаи, еден за локални потреби и еден за групацијска основа. Да, пред да дојдеме до господинот Мизо, морам да го потпрашам малце господинот Мазлами, кој што е упатен во проблематикава. Што треба формално образование за да може да се добие сертификат за да се применуваат меѓународните стандарди? Едноставно треба да се има факултет, да се има завршено економски факултет, одредена струка или може би оние доволно искуствено да се знае и да се полага, бидејќи знам во Америка може да се стане адвокат без да се оди на правен факултет ако се положи и правосудниот испит. Како е кај нас состојбата? Најпрви ви благодарам што денеска имаме можност и чест да укажеме за една професија која е највиталната алка во нашата економија, а тоа е професијата сметководител, кој што се наоѓа во триаголникот, значи реален сектор, државни јавни институции и стекхолдери. Значи човек професионалец кој треба да биде, кој има значајност за економијата и за развојот понатаму. Зашто велам дека денеска е значаен ден, бидејќи јас сум представник и на Советот за унапредување на сметководствената професија, сум професор по економски науки при Факултетот за бизнес и економија, но истовремено сум бил и овластен и сум овластен сметководител, кој што сум обавил професијата сметководител. Три во едно, значи. Сега три во едно сум. Значи, денеска сметководителот во Македонија, значи, го чувствува дента на интернационализација што почнува сега. Значи, не е исто да играш, значи, локално и да играш меѓународно. Значи, од аспект на пари, значи, се знае како се игра во другата страна. Сега, кога сме во овој момент, значи е многу битно да се одреди патот каде што овие овластени сметководители и сметководители треба да играт. А тој е патот кој што пред малку го чувме од сите представници од другите земји кои што го имат средено овој пат. Значи, за да овие млади луѓе спремни да бидат сметководители во меѓународен план. Сега да се навратам во нашата земја, значи економист
кој што формално има завршено образование, има право. Значи да се стекнува со една лиценца која што е сметководител или пак овластен сметководител. Така законот за сметководствени работи тоа го одредува. Значи да им се дава можност на оние кои што имаат завршено средно економско, пазите, образование, па после виша со 3 години со 180 ACTS кредити или пак 240. Значи новиот закон и плюс, значи 2 години да има менторство под еден овластен или сметководител. И тоа најважното е на крајот да го положи испитот кој што е за сметководител и овластен сметководител. Според новиот закон се предвидува дека најкасно после 3 години, значи институтот ќе треба да го воведе испитот кој што треба да биде врз основа на меѓународните стандарди ACCS. Значи стандарди, па затоа моментално, значи ние во Република Северна Македонија даваме лиценци според стариот закон, каде што секој кој што има завршено средно економско, вишо и економски факултет под услов да има минимум 3 години стаж работен во финансии на било која компанија. Така да со тоа се добива право да се бара од институтот на овластени и сметководители, да се бара уверение за да тој има право да води сметководствени работи. Сега доаѓаме до моментот зошто е ова битно за да се биде лиценциран и да се работи со меѓународни стандарди. Тука е советникот или советничката на гувернерката на Народната банка Марија Ефремова, бидејќи меѓународните стандарди во сметководството влегува веќе во банкарскиот сектор, односно Народната банка полека ги наметнува на банките во Македонија, а кога ќе почнат банките нешто да наметнуваат во државава, фирмите ќе мора и они да се прилагодат, а што ќе мора фирмите да се прилагодуваат, ќе мора и сметководителите во суштина. Така ќе иде некој поврзан синџир на настани, така најчесто се случува. Што во суштина бараат сега во моментот Народната банка од банките, како да се прилагодат, колку да се прилагодат, колку се банките прилагодени, бидејќи еве и мене ми гостуваше претседателката на Македонската банкарска асоциација, која Штериева, која што кажа дека многу често добиваат како банкари проекти за да би финансираат кои што не може да се прочитаат, бројките не може да им се прочитаат, не знаат што стои во проектот. Кој што вие наметнувате во моментов кон банките? Сакала да честитам еве на институтот на одличната организација на оваа прва регионална конференција и со искрени желби да го задржите еланот и моментумот и да продолжите во континуитет со добра работа и одличен напредок во интерес на сите, на целата економија, на компаниите и лично на сметководителите. Благодарам за прашањето. Всушност во прашањето се опфатени два аспекти, барем јас така ги разбирам. Еден е аспектот банките за нивните потреби, колку ги применуваат и од кога ги применуваат меѓународните сметководствени стандарди и вториот аспект е пак бидејќи банките се медијатори кон компаниите, кон реалниот сектор, во насока на анализа на кредитната способност на кредитобарателите, нели, како пак во тој аспект, во каква улога и во каква позиција се наоѓаат банките. Прво, сосема накратко ќе се осврнам на барањата за самите банки. Во 2007 година од Министерство за финансии се префрли надлежноста за пропишување на регулатива за сметководство и финансиско. Малку има едно ехо. Така мислам? Не, се е во ред. Се е во ред. Значи се префрли надлежност од Министерството за финансии на Народната банка. Добра, така. За пропишување на регулатива за сметководство и финансиско известување за банките и за штедилниците, значи за самите банки и штедилници. Таку што од 2007, де факто од 2008-2009 година, Народната банка си ја превзема таа улога како регулатор и пропиша сет на регулатива за банките, за сметководство и за финансиско известување, која што се темели на меѓународните сметководствени стандарди.
Не само што ја пропиша регулативата, туку Народната банка воспостави и процес во самата Народна банка за редовно, континуирано следење на измените во меѓународните сметководствени стандарди и на континуирана основа она што е од интерес за банкарските активности, соодветно имплементирање во регулативата која што ја пропишува Народната банка за банките. Сега не е само тој аспект. Народната банка пропишува регулатива и од друг аспект, од прудентен, супервизорски аспект, така да тука следи, постојано е воспоставен еден процес на континуирано, постојано следење на интеракциите. Значи, како меѓународните сметководствени стандарди имаат ефекти или пак имаат некаква интеракција со супервизорската регулатива и постојано сме во една улога на балансирање или синергија на тие регулативи кои што имаат различен аспект, различен фокус. Исто така, сега би се осврнала сосема накратко пак на другата улога. Значи, банките се во улога на медиатор. Било која компанија, кога ќе пристапи кон банката со барање за кредит, банката е задолжена да изврши анализа на кредитната способност, а таа анализа нормално се темели на бројките на финансиските извештаи на компаниите. Тука банките се во многу неравноправна положба, во многу незавидна положба, бидејќи за компаниите, значи не банкарските субјекти, тековно во Македонија постои, важи некаков стар меѓународен стандард, кој што во меѓувреме, убаво кажа професорката, престанаа да бидат меѓународни, станаа македонски локален стандард. Шареноликост постои голема и банките мораат да вложат дополнителен напор за да ги доведат тие финансиски извештаи на компаниите на едно поквалитетно ниво, покомпарабилно ниво, за да можат некако да направат кредитна анализа. Токму во тој аспект верувам дека се и реакциите на банките. Едноставно врз основа на квалитетот на бројките и квалитетот на финансиските извештаи кои што ги добиваат од компаниите, тие мора да изградат една одлука, да донесат одлука, ќе кредитираат или нема да кредитираат, колкав е ризикот што би го превземале или едноставно да се откажат од ризикот. Така да тука би направила една паралела со мотото на оваа регионална конференција. Мислам дека е многу убаво избрано мотото, во бројките веруваме и мислам дека е во интерес на сите, пак ќе кажам, и компаниите, и економијата, и институциите, значи нели и полисимейкерите, овие кои што ги носат политиките, меѓутоа и на сметководителите, да се постави базата. Базата е во усвојувањето на меѓународните стандарди за финансиско известување, меѓутоа не само еднократно усвојување, туку воспоставување на процес во самите институции кои што се засегнати, меѓутоа и во професионалните здруженија кои што имаат најмногу интерес, воспоставување на процес на редовно и континуирано следење, имплементирање, транспонирање во нашата регулатива на измените онака како што стануваат тековно важечки во светот. На тој начин, нормално, ќе се подигне конкурентноста, компарабилноста, транспарентноста, едноставно компаниите ќе добијат, ќе им се овозможи да пристапат на меѓународните пазари или на меѓународни пазари, општо на меѓународна сцена и во комуникација со нивните клиенти, и во представувањето пред банките, и пред било кои други страни, на еден меѓународно познат јазик. Во финансиското известување, меѓународно познат јазик, на претходните панели се спомна латински јазик, се спомна, значи МСФИ е меѓународно познат јазик на кој што комуницираат тековно глобално луѓето во областа на финансиското известување. Сега зборувавме за банкарскиот сектор кој што има потешкоти со читањето на бројките, но доаѓаме сега до реалниот сектор. Тука е господинот Мизо, кој што е представник на меѓународна компанија се извинувам, но да, и на странските инвеститори во Стопанската комора во Македонија 2025 упатен е на во повеќе сектори мешан што се вика со своите активности и многу добро знае што се случува на домашниот, но и на меѓународниот пазар и кај меѓународните компании, но и кај домашните.
Како се одразува се ова што се работи со по стандарди од 2009 година во работењето на компаниите, пред се на странските, но вие соработувате и со домашни компании, па што се вика, мечирате извештаи финансиски, па гледате каде дали има проблеми, дали нема проблеми. Благодарам за прашањето и прво мислам дека јас можеби не бев присутен на сите панели предпладнево, но јас не сум економист овдека. Морам да кажам дека јас сум техничко лице инженер, потоа се доецуцирав во бизнис и менеджмент, така да моите коментари на оваа тема ќе се можеби малку поразлични, не толку технички, но морам да ви кажам прво едно лично размислување, она што за време на мојата едукација, но и потоа, бидејќи поминав долго време во Соединетите Американски држави, на сметководителите секогаш таму гледа некој кој е многу флексибилен и креативен. На начинот на кој ќе се намали трошокот и обврската, без разлика дали е тоа на корпорација или на индивидуите, од гледна точка на намалување на даноците и плаќањето кон државата. Знам дека тука има присутни од управата за јавни приходи, но морам да ви кажам дека размислувањето и она на кое јас бев едуциран, секоја сметководителите креираат најголема флексибилност за не да ги прекршат правилата и законите, но да се на ивица за да може да ги оптимизираат потребите на своите клиенти. Сега да се вратиме. Според закон мора да се работи. Реков јас според закон, но на ивица на законот. Добро. Океј. Поред. Така е. Значи, на англиски тоа би... ивицата многу е растеглива. Тоа на англиски би значело... Подалеко од ивицата, подалеко. Еве, тоа на англиски би значело don't break the law, bend the law. Значи, да не го прекршите законот. Не. Јас реков на друго место, не коментирав за кај нас. Сега, од гледна точка на компаниите, точно е. Ако сте вие странска компанија која функционира тука кај нас и компанијата е листирана на берза во земјите од Европа, да кажеме. Ние имаме двојно сметководство. Едно сметководство според ИФРС 2009 стандардите, кои треба да го аплицираме тука за домашните потреби, и едно друго сметководство според ИФРС 2021 стандардите, кои треба да ги направиме кон нашите мајки фирми, ако, како што кажав, сме листирани во Европа. Ако сте листирани во Северна Америка, тоа ќе имате тројно сметководство, бидејќи тука имате US GAAP. Значи, тоа е нешто што мора да се случи за тие компании, но, како што беше кажано на почетокот, материјата на сметководствени стандарди е жива материја. Само заради тоа што ние сме ги превеле и внеле во пракса стандардите од 2009, тоа не значи дека тие застанале во 2009 и до 2021 немале никакви новости, адаптации или еволуција. Така да го поздравам она што кажа и министерот на почетокот денес, дека формално сите овие стандарди се веќе преведени, подпишани и треба да влезат во пракса и во сила од 1 јануари идната година, но тоа нема да значи дека ќе останеме само на тие документи. Мислам дека континуирано треба да има еволуција за да се адаптираме на сите овие потреби. Зошто ова за нас креира проблем? Тоа е централното прашање. Зошто вас како компанија ви е важно да биде се усогласено? Сега ќе кажам и неколку технички термини, но прво тоа е трошење на време, пари и ресурси, бидејќи мора двојно да го правите целиот овој процес. Дополнително, например, имате некој вид на вариабилни лиценцирања и трошоци кои треба да се адаптираат, поврзани со некакви нови договори помеѓу вас и мајката фирма. Сето тоа да го објасниме ние во Германија што и како е овдека тоа прифатено од страна на даночниот систем, ни одзема многу време за да објасниме зошто работиме по тој стандард, а не по најновиот стандард. Дополнително, кога имаме интеркомпаниски договори, тие интеркомпаниски договори мора да се подпишуваат по ИФРС 2021 стандард. Така да тогаш ние сите тие договори треба да ги адаптираме на домашното законодавство, за да може тие овдека да се ефективни кога ние тоа го ставаме во нашите даночни пријави. Дополнително, зошто е важен овој нов стандард? Странските компании кои добиваат државна помош,
во регулирање на кои се оправдани инвестициски трошоци. Според ИФРС 2021 стандардите постојат многу пофлексибилни и правила и можности што е оправдан трошок, што се рачуна како основно средство или асет и дали тоа основно средство мора да биде во собственост на компанијата или на некој друг начин компанијата да има ексклузивно право врз тоа средство и да остварува директно бенефиција само таа компанија без разлика на собственоста. Сите овие работи многу влијаат врз основа на тоа како ние ќе одлучиме кој вид на машини, кој вид на технологии, кој вид на активности ќе ги лоцираме овде, визави други земји, бидејќи мултинационалните компании не зависат само од една држава, и тоа со апликативност на овие стандарди ќе и помогне и на државата не само да привлече повеќе инвестиции, туку од постоечките компании по-различна и по-софистицирана технологија која би се признала како оправдан трошок да може да биде апликативна во земјава. Така да ова е многу можеби техничко, но мора да се земаат во обзир дека сите овие стандарди луѓето од нашите централи ги разбираат и е малку комплицирано ние да објасниме зошто користиме некој стандард кој е 15 години стар. Да, ова веќе се надзира оној клучен заклучок дека мора да се прилагодуваат сметководителите на меѓународните стандарди за да ви олеснат на домашните компаниите тука што работат и што имаат странски капитал, но и на самите домашни компании. Сега доаѓаме до господинот Милошевски. Сакам да ве потпрашам нешто, во бројките веруваме, стварно веруваме, и јас многу ги сакам бројките, е чудна работа, иако сум новинар, многу сакам бројки, но бројките мора да имаат контекст, мора да бидат разбирливи, односно што значат. Колку во овој момент компаниите, фирмите добиваат извештаи, сметководствени извештаи во пресметки, сето што се разбирливи за компаниите. Едноставно квалитетот на тоа што го добивате, колку може лесно да се разбере во целата приказна. Или ви треба буквално да се помачите да ги разберете и да ги прилагодите, за да може да ги читаат вашите соработници, односно другите компании со кои што соработувате. Најпрво би сакал да се заблагодарам за поканата за учество на овој панел. Значи, да одговорам на прашањето колку компаниите добиваат разбирливи податоци, тоа можеме да го видиме и во домашната економија, а и во однос на оние компании, значи да го расчлениме во однос на оние компании кои што имаат некаква си меѓународна активност во своето действување, значи дали имаат некакви дејности кои што се поврзани со партнери надвор од Македонија или па имаат странски капитал, како што спомнавте и така натаму. Кога се однесува на компаниите кои што се во рамките на нашата држава и оперираат само овде, мислам дека она што веќе постои како стандард, веројатно е сосема доволно за да нив им ги задоволува потребите и во однос на известувањето према државата и останатите институции, меѓутоа и во однос на потребите на менеджментот, потребите на партнерите со кои што соработуваат. Сега, кога станува збор веќе за малку пошироко гледиште, значи компаниите кои што действуваат и на надвор од нашата држава, тука веќе имате сосема поинакви констелации, како, например, една компанија која што се занимава со увоз и извоз. И вообичаено тие меѓународни кредиторски односи, не зборам од аспект на поземување капитал, туку од аспект на трговија, конкретно, се случува под капата на некоја си кредитно осигурување со партнерите надвор. Сите тие кредитни осигурители ги побаруваат финансиските извештаи од нашите компании или од компаниите кои што действуваат, односно кои што соработуваат со нив, во стандардизирана форма и преферираат да бидат во форма која што е меѓународно призната, меѓународно прифатлива и меѓународно позната во моментот. Значи, ако сакате да добиете кредитно осигурување од некои поголеми компании или за поголемо износ на кредитно осигурување, мора да представите финансиски извештаи според меѓународните сметководствени стандарди, најнова форма. Сега,
веќе ја имаме сликата, значи сметководителите веројатно ја знаат оваа слика или ја насетуваат, но еве реалниот сектор има потреба од стандардите да се прилагодат на меѓународните нови стандарди, за да може, бидејќи ние сме мала отворена економија и соработуваме со други компании кои што не се од државава. Но сега доаѓаме повторно до прашањето до професорката Трпеска. Колку брзо може реално да се спроведат овие нови стандарди и дали треба сметководителите што овде да се плашат од процесот на спроведување, процесот на учење, процесот на стекнување со сертификати, колку тоа брзо ќе биде, бидејќи напоменав и на почетокот, многу сме уплашени кога треба нешто да полагаме. Ние можеби го знаеме совршено, нашето искуство ни дава огромно знаење, се чувствуваме сигурни во тоа што го работиме, но едноставно имаме отпор кога треба нешто да седнеме, да го напишеме и да го завериме тоа што се вика нашето знаење да го завериме. Добро, не треба во ниеден случај да се плашат, затоа што во стандардите треба да гледаат некој начин на сигурност и како некој начин на повика и пријател кога имате нешто во моментот не ви е јасно или не знаете или се двоумите како да постапите, тука се стандардите да ги отворите и да видите како треба да постапите. Ако се двоумите каков сметководствен третман да дадете на нешто, значи вие ги отварате стандардите што ќе ви помогнат и ќе ви кажат како тоа да го направите. Значи апсолутно не е нешто за плашење, туку напротив е нешто на кое што треба да гледаме со доверба и дека нас ни помага во работата. Не дека секој се знае во еден момент, но добро е да ги имаме, што ги имаме, добро е што ИСОС ги преведе после 15 години и се надевам дека ќе опстанат во оваа нивна заложба за преведени, апдейтирани меѓународни стандарди да бидат цело време апдейтирани како што се менуваат од страна на одборот. И во тој случај мислам дека сите ќе видиме придобивката од примената на стандардите и нема потреба, значи од друга страна пак сите кои што се запишуваат на економски факултет Скопје и кои што полагаат сметководствени предмети, ние апсолутно нашата содржина на предметите ја прилагодуваме на стандардите. Така да студентите кои што веќе завршуваат и ги знаат најголем дел од работите. Во последниве 3-4 години, не сум сигурна, се акредитиравме и CCA станавме акредитирана програма, што значи дека студентите кои што завршуваат кај нас се и ACCA акредитирани за оние испити кои што ги имаат положени, кои што се поклопуваат на ACCA, што значи дека по завршување доколку се решат за меѓународно сертифицирање, тие испити им се положени на некој начин во ACCA и ги дополагаат само преостанатите испити, што е голем бенефит за новите студенти за понатамошно меѓународно сертифицирање. Може ли да објасниме колку би бил патот, например, за да се совладаат овие нови стандарди? Бидејќи зборуваме за преведени 2000 страници, сега би требало од наредната година пак да има нов апдейт, можеби некои нови страници, па после повторно, колку би бил патот? Едноставно да им дадеме некоја временска рамка, колку им треба за да го изодат? Предпоставувам ме прашувате колку време е потребно да се положи некој испит поврзан со стандардите, така? Пошто не е можно да ги знаеме стандардите цело време, сите стандарди наизуст. Но, например, ако некој работи во сметководство или има полагано предходно предмети сметководствени и треба да полага сега некој сертификат за сметководство, со дополнителен напросет, тоа е пак индивидуално, нели, од бекграунд што има, нели, досега студирано, работено, мислам дека со месец, два, не знам, вежбање на некои специфични ситуации кои што, нели, се разликуваат од оние основни сметководствени концепти или се дополнување на тие основни сметководствени концепти, апсолутно може да се совлада материјата и да се положи без проблем. Значи не е баук онака? Не, апсолутно не е баук. Значи, кажав, најголем дел овие работи им се познати на сметководителите. Дали ќе дојдат кај вас на испит кога треба да ги положат? На факултет, да. Добро, ако одиде, не е баук, подсетете ако отидете кај незе, ова што го зборува сега, речете, тогаш така кажавте. Добро, мало ќе го повели Васлави. Многу е интересно дека луѓето секогаш се стремат кон комфорт зона. Па некогаш и сметководителите во Македонија од 2012 до сега се во комфорт зона. Сега, со овој пат, секој прашува, што добивам јас, што губам јас. Сега, овие работи се поврзани, значи е зинџир, каде што, ако придобива компанијата, тоа значи поголема плата и за сметководителот. Ако
тој креира бројки како што ние сакаме, да им веруваме, тоа значи полесно за компаниите да стапаат значи во контакт со било кој посредник финансиски или некој друг. Значи да не креираме многу дополнителни трошоци. Значи е моментот каде што ние треба да се менуваме. Значи ако некој не се осмелува да се менува, тој е веќе пред момент на завршување на својата активност. Значи, ако ние нема да бидеме способни за да правиме апдейт на себе си, како сите смартфонови, значи, тој нема да биде корисен веќе. Па така мислам дека секој човек има простор за да се промени. Некој малку повеќе, некој така да успее да го совладее таа материја која што ќе ја биде неопходна за да ја заврши својата работа. И мислам дека со овој процес ние не можеме да мислиме дека тој одма ќе се реши. Тој е процес, континуитет. Значи ние сме во почетокот. Значи не чека долг пат, но како што рекоа, работа и така ние ќе успееме сите овие работи да ги споделиме на мали парчиња, бидејќи ако не можеме цело парче да го најадеме, ќе ги направиме со мали парчиња, а тоа значи дека институциите треба да ги поддржаат сметководителите, системот на образование во високо образование, средно образование треба да креираат курикулуми такви кои што ќе им помогат на помладите сега што ќе ни идат, ќе ни станат сметководители, а оние кои што веќе се да им овозможуваат значи дополнителни обучувања на факултети, па заедно и со КПУ што се прават од сите организации кои што веќе се лиценцирани од страна на институтот, да придонесуваме чекор по чекор на овој долг пат кој што не чека до интернационализација за тие можеби помалку од 6 години да го достигнеме. Да, но, например, старосната структура, колку што разбрав, кај сметководителите не е баш поволна, значи прилично се возрастни, но треба да се прилагодуваат. Имаат ли време да се прилагодат или што се вика онака некоја наредна генерација ќе биде веќе или помладите генерации да се прилагодуваат, а повозрастните едноставно бидејќи се пред пензија да бидат порелаксирани во поглед на прилагодувањето? Мислам дека секој има простор за прилагодување, бидејќи сакаат да бидеме ние важни во општеството. Ако ние не се прилагодуваме, нема да имаме акцес. Ако сакаш да имаш акцес, мора тоа да го правиш. Така. Сега повторно ќе се вратиме на најмладиот овде присутен, кој што развива бизнис. Ме интересира сега, зборувавме за парите, гледаме дека треба да се прилагодуваат сметководителите, да прифаќаат меѓународни стандарди. Каде од ваш агол гледате дека сметководството ќе се развива? Пред вас има кариера, што е иднина, значи не е онаа да чекате моментот да се пензионирате, туку да развивате бизнис. Што мислите накаде треба да се стремат сите сметководители кои што сакаат да го развиваат бизнисот? Видете, јас би кажал, како што и господја Ефремова на првиот панел, господја исто така представник на Македонската банкарска асоциација, како што спомена, извештаите на тие мали, микро и средни компании некогаш не се со доволен квалитет, колку што треба да бидат, односно не се според професионални стандарди, етички вредности и така натаму. И јас не би ги оправдувал сметководствените бироа, бидејќи преку 10 години работиме сметководство во Македонија. Актуелната состојба на сметководството во Македонија и сметководството локално, нешто се извршува за интернационален пазар, е на ниво каде што квалитетот и цената некако не можат да најдат добар сооднос. Што тоа значи? Тоа значи дека сметководствени бироа, кои што имаат од 3 до 5 вработени, најчесто собственикот на сметководствено биро, место да се развива со неговата едукација, да се развива во бизнис сегментот, да може да им даде додадена вредност на бизнисите, он, бидејќи нема доволен буџет, бидејќи цените на сметководствените услуги се на ниско ниво, он прави технички работи, што би требало да ги прави негов работа. И ние, за да можеме да окренеме квалитетот на сметководствените услуги,
што доаѓа до развојот на сметководствената професија во Македонија, односно атракцијата на помладиот кадар или на студентите, на учениците од средни училишта да сакаат да работат сметководство, тоа е тесно поврзано со цените на сметководствените услуги. Во рок од 10 години, просечната плата во оваа држава е зголемена за 85%. Господинот Мизо знае, они имате интерно сметководство во компанијата, знае дека и платите се зголемени на интерното сметководство. Ако се прави анализа по сметководствена функција, колку чинела сега и пред 10 години, ќе се види дека има драстично зголемување. Со тоа зголемување треба да додат и цените на сметководствените услуги на аутсорс, односно на надворешно сметководство. За ние да сакаме да ги привлечеме младите, ние мора да можеме да им овозможиме првично материјално да заработуваат пристојно и на почетокот, и понатака да им овозможиме да имат континуиран раст и развој. Така да пред развојот на сметководствена професија ние треба да обезбедиме прво одржливост на сметководствената професија за да стигнеме до растот и развојот. Бидејќи во овој момент ние треба да се бориме за одржливост. Старосната граница не е добра, атрактивноста на сметководствената професија, и професорката Трпеска ќе се надополни, не е голема, односно може би повеќе од половина од студентите што завршуваат сметководство и ревизија не го работат тоа. А не да има зголемен наплив на студенти кои што ќе се интересираат за сметководствената професија. Сега доаѓаме до прашањето како да се мотивираат да бидат сметководители, како да се унапреди дејноста. Тоа е у суштина и целта на панелов, да видиме некое решение како сето тоа, бидејќи не е баш најсено. Ние за сметководителите, ја како новинар, мислам дека добро заработувате, добро живеете и дека парите се кај вас, искрено да ви кажам, така ве доживувам. Но сега како што правиме муабет, па не е баш така у суштина. Ајде да дојдеме до тоа што треба да се направи. Ова е прашање до сите шесторица. Сакам да слушнам како да се направи подобар бизнис од сметководството, односно да дојдат парите кај вас. Мислењето повелете на првин вие, па после сите останати. Институтот мора да го пофалам дека веќе почна да таа нелојална конкуренција, односно тие сметководители кои што не се во регистарот и така натаму, да не може да работат, може да си работат нешто, но не може да понесуваат завршни сметки и така натаму. Тоа е едниот начин преку тргање на нелојалната конкуренција, а вториот начин, бидејќи сме фела од илјадници колеги и колешки, кај нас мора да има стандардизација на тие цени. Односно, секогаш бизнисите, посебно малите бизниси, ќе дојдат за сметководствени услуги и викаат: "Еј, овој ми даде 3000, дај ми пониско." Прават пазар со сметководствените услуги, а потоа сакаат квалитет, односно да има буџет, сметководственото биро да вработи доволно кадар, да го едуцира кадарот и да може да се фокусира на битните елементи, односно биде бизнис партнер на бизнисот, да заедно додат нагоре. Така да јас би рекол дека потребно е цената да соодветствува на животниот стандард во Македонија. Така. Тоа би било првично за младите да имаат големен интерес да работат оваа професија. А со цената ќе си дојде квалитетот и со квалитетот ќе дојде развојот на сметководствените професионалци во други сфери, што не е само евиденција на трансакција. Така. Мизо, повеле? Да зборувам за целата сметководствена фела, но она што ние како компанија го правиме. Прво, сите луѓе кои работат во финанси и сметководство кај нас, или најголем дел, се со претходно работно искуство од некој од Big Four, големите меѓународни сметководствени ревизорски куки. Но она што ние постигнавме во еден релативно краток временски период, да врз основа на нивната работа, квалитетот и она што го препозна Германија, да сега успеваме да вработиме луѓе кои нема да работат за локалното сметководство за нашите потреби, туку ќе работат за потребите на целиот европски регион. Значи, вработуваме ние квалитетни луѓе, каде што платата е повисока отколку да работите само за Костал Македонија, и вработуваме такви луѓе или се трудиме да најдеме да нема цел оној систем на аутсорсирање на една локација, но можеби да најдеме 3, 4, 5, колку што ни се потребни, такви соодветни професионални кадри кои во Македонија може да работат и заработуваат сигурно надпросечно локални плати и многу конкурентни со плати во Европа, но сепак да бидат тука. И на тој начин оној не наплив, туку луѓе кои
работеле 3, 4, 5 години во некои од овие глобалните големи сметководствени фирми, потенцијално доаѓаат прво кај големите странски инвеститори и потоа напредуваат не на локални, туку на регионални задачи, каде што работат на сметководство, нормално по ИФРС 2021 стандарди за цела Европа, понекогаш дури на глобално ниво кој е потребно. Сега доаѓаме до прашањето, некои компании може да платат повеќе, да го дигнат стандардот, но генерално кај нас човечкиот фактор и платите кај компаниите не е баш омилена тема кај бизнисмените, бидејќи до пред известно време се ценеше дека човечкиот фактор е онаа сите се заменливи, сите може да бидат заменети додека не дојдовме со проблемот со работната сила, па сега да увезуваме од странство. Господине Милошевски, прашањето ми е, и вие сте дел од бизнисот, од реалниот бизнис, може ли да се следи трендот на зголемени плати, да се мотивираат сметководителите да си работат работата, да вложуваат во себе, бидејќи тоа ќе им донесе бенефит, парите ќе им ги донесе, на крајот од денот сите работиме за пари. Па да се надоврзам на тоа што го кажа Иван и Виктор. И тоа што го кажа министерот утрово, дека има приближно 10.000 овластени и сметководители во Македонија. Тоа што ја прави, да кажам, браншата, односно институтот на овластени сметководители, најголема професионална организација во Македонија. Гледано од микроекономски аспект, може би имаме преголема понуда, затоа и се цените ниски. Меѓутоа, како што веќе почна во таа насока да ја движа дискусијата и Иван и Виктор, доколку се стандардизираат условите на работа, доколку се стандардизираат методите на работа и принципите и стандардите под кои се работи, тогаш овие услуги не мора да бидат понудени само на ниво на Македонија, може да бидат понудени било каде. И во тој случај цената ќе се израмни, односно ќе се постигне цена која што е под притисок на понудата и поверувачката не само во Македонија, него надвор, каде што знаеме дека поверувачката е многу поголема заради тоа што во одредени земји, како и кај нас, се случуваат исти тие демографски текови во состојбата на сметководителите, односно во присуството на сметководители во работната сила. Доаѓаме до моментот дека има премногу, 10.000 спомнавте, например, понудата е преголема, но дека со текот на време и овде ќе имаме проблеми, веќе имаме помлада генерација дека тоа е природниот процес, нели? Природен процес. Да. Сега доаѓаме до прашањето до професорката, како да се мотивираат да доаѓаат, извини, повели Зламе. Ако го гледаме сега како опис на работно место сметководител до сега како што било, значи тој бил све и свашта. За се што сакал собственикот го терал, иди дај го овој документално, значи тој бил како курир, да кажеме, во наводници. Сега, значи, со новите правила, сметаме дека и институтот ќе укаже на што е опис на работа на сметководителот и понатаму ќе оди како ќе се плаќат врз основа на извршени работи. Значи, ќе се почне да се мери работата на сметководителот. Ако ние во Македонија имаме негде 80.000 активни деловни субјекти, значи имаме 10.000 значи сметководители, значи по 8 фирми по еден сметководител, значи. Меѓутоа, ако одиме понатаму, ќе ги расчлениме работите како што треба, можеби кај некои деловни субјекти ќе биде потребно да биде вработен како сметководител. И така да ова професија ќе се прошири понатаму. Меѓутоа, проблемот е како ние понатаму ќе ги мотивираме младите да одат да студират економија, бидејќи од тука ќе почнува сметководителот. А гледаме професијата економист не е многу привлечна, гледајќи ги насоките како одат информатика, доктори и така натаму. Па да ви кажам право, кога идам да промовирам факултетот наш економија, и јас почнувам со една анекдота, викам, ајде
кај нашиот факултет економски, па викам, зашто да студирам економија? Па викам, знаеш што имаш предност ти од правникот и математикантот? Вика, како? Па математикантот вика 2 плюс 2 е 4, 4 минус 2 е 2. Точно. Па што е правникот? Правникот вика 2 плюс 2 е 4, ама ако не е со закон поинако средено. Па економистот вика 2 плюс 2, колку ќе плаќаш, толку ќе ти ваѓам резултат. Значи, зборот ми е да ние направиме креативни сметководители, да бидат оние кои што ќе идат по фирми и од моментот на договорот ќе им кажува покрај тоа финансиски, јас предлагам дека ова година ќе имаш таков резултат. Тогаш ќе почнува конкуренцијата и професијата ќе биде атрактивна. Сега вие викате креативни и господинот Мизо викаше да работ да бидат. Добро, мислам, вака не беше поентата тоа, беше да ги охрабриме да по стандарди да работат, а не да бидат на работа, али добро во ред. Океј, секој нека си извлече свој заклучок, мислам во ред. Професорке, како до студенти? Тоа е проблем. Значи, сериозен проблем, да го спомна господинот Мазлами, проблемот одат на финки се, на економски и правен сега имаат проблеми. Само да ви информирам, според моите информации, сега плата на правен ќе биде 35.000 за професор, бидејќи немаат студенти и од онаа од партиципација нема да им имаат додаток на платата да стигнат до 1000 евра. Така што правен, што беше она по 400, 500, 600 студенти, веќе е во многу полоша позиција од порано. Како вие на економски, што е сроден, карши е у суштина од правена економски, како да ги мотивирате да дојдат за да работат сметководство? Гледаме дека има потреба, но гледаме и дека бизнисот бара квалитет, за да ја зголеми цената. Како вие да ги мотивирате и да им објасните да бидат креативни или на работ, али да бидат во рамките на законот? Пред да почнам да го одговорам ова прашање, сакам да се надоврзам на претходните дискусии, пошто повеќето и другите дискусанти денеска го спомнаа терминот креативно сметководство. За тоа да, постои термин на англиски creative accounting, ама не е во позитивна конотација. Значи, она што го кажа и Виктор дека е на граница на законот, значи, тука некаде се движат и баш препораката да нема креативно сметководство, значи да водиме по стандарди. Да не биде creative accounting, ба да измислуваме работи и да намалуваме, нели, прикажуваме плюс минус трошоци за да коригираме добивка. Да се вратам сега на другото прашање, како да ги мотивираме студентите. Значи, ние немаме проблем студентите да се запишат на економски факултет, конкретно немаме проблем да се запишат ниту на сметководство и ревизија. Со години наназад, департманот сметководство и ревизија е еден од најатрактивните на економски факултет и е меѓу првите 3. Беше во прв, втор избор, сега е нешто трет поради, нели, дигитален маркетинг и бизнис и некои такви нови трендови и движења. Но во секој случај немаме проблем, имаме константна некоја бројка на упис на студенти. Но она што го кажа и Иван, тука мора да се најде начин како да се мотивираат студентите да останат во сметководство. Студентите кои што се добри и квалитетни на департманот сметководство и ревизија, уште кога не се дипломирани и завршени, веднаш наоѓаат работа и тоа во добри фирми. Например, Иван беше наш студент и беше еден од најдобрите или можеби најдобар во генерација, не се сеќавам. И гледам дека сега е успешен. Пали се слободно, ако си бил најдобар во генерација, не е страшно. Да, во Костел, еве, исто работат наши најдобри студенти што се дипломирани, работат во Костел, CFO, сметководство, значи квалитетните студенти си го наоѓаат патот во професијата и се навистина успешни. Има студенти кои што се мотивирани по подобра заработувачка, која што во моментов ја нудат можеби IT секторот или некои други дигитални бизниси, и се пренасочуваат да почнат да работат таму. Значи, пак, мотивот се парите. Значи, колку повише ќе бидат мотивирани и платени, толку повише ќе останат во професијата. Она што институтот почна да го работи, да се издиференцира како фела, како професија, да остане она што е навистина работат како сметководство, оние кои што се навистина овластени сметководители, кои што треба да се овластени сметководители, треба да продолжат тоа да го реализираат.
Затоа што само на тој начин ќе бидат издиференцирани оние професионалци кои што навистина припаѓаат на фелата и кои што понатаму ја движат фелата. Значи и примена на меѓународни стандарди, и меѓународно сертифицирање, членство во ИФАК и така натаму, значи сепак тоа мора да сите да бидеме доследни на тој пат и сите да помогнеме и да дадеме поддршка на ИСОС за да ги остварат овие цели. Има еден проблем што се јавува околу цената на услугите. Ги гледаме сите лиценцирани давачи, освен адвокатите, они стојат подобро ја дигнаа тарифата, но има еден тренд, се што дават услуги, например извршителите, тарифите им паднаа многу драстично надолу, затоа што се побунија граѓаните. Веројатно, утре вие ако се донесете одредена тарифа, се донесе одредена тарифа под која нема да работат сметководителите, туку ќе бидат платени за своите услуги, ќе се побунат компаниите, МИЗО ќе отиде во комора и ќе рече многу ми е високо сметководителите, ќе извршат притисок на влада, мислам те спомнувам само онака како комора, ќе извршат притисок на владата да се намалат тие трошоци и едноставно повторно се некој инвестирал, работи според стандарди, има сертификати, сето тоа, но на бизнис заедницата на 80.000 активни компании едноставно не ја одговара тоа и ќе ја бутне цената. Мизо, повтор ќе биде сепак господинот Милошевски. Повелете. Нема потреба да оди до влада господинот Мизо. Ќе ја побара сметководители надвор од Македонија. Ќе ја добие истата услуга за поевтина цена. Тоа е конкуренцијата, нели? Да, али проблемот е во тоа што сега имаме еден друг, ако ја добие, не сме конкурентни тоа со Запад, да, но тука ако е конкурентна цената во споредба на Западот, но компаниите што ќе биде кои ќе речат многу ние. Плаќавме 100 денари, сега плаќаме 130 денари. Тие 30 денари ни бодат очи. А странец 150, 100, 200 наплаќа. Тие 30 брат, ќе се побуни стопанството и повторно доаѓаме до момент кој што не е баш најпријатен. Пониска цена на сметководство од кај нас. Така да го зборувам. Ќе се изедначи стандардите, значат и одредена цена. Треба да се вложи во знаење, треба да се окрупнат можеби, треба. Но еве ги бизнис заедницата ќе рече таа цена не ни одговара, навикнати се на ниско. Како со тоа да се справите? Што правиме со тоа? Ако се согласат цените немаат избор за пониска цена. Не може да имаш распон толку квалитетот, тогаш ќе дојде до квалитетот. Квалитетот треба да дојде. Јас зборувам обратно, бизнис заедницата која ќе рече сметководителите ми се скапи. И ќе оди после нелојална конкуренција, па владата ќе рече ќе намалува. Тоа ми е прашање што јас го поставувам и за жал немам представник на институциите кои што ова може да ми го одговорат, но тоа се случува во сите лиценцирани дејности под притисок на јавното мислење секогаш одат надолу. Што ќе направите? Ќе барате квалитет и високи цени или ќе отидете пониско? Во нашиот случај ние на дворешни сметководствени услуги, ревизорски услуги користиме некои од големите лиценцирани Big Four компании, најчесто дали е тоа на глобално ниво или на локално ниво. И таму тие цени не се директно регулирани, туку ние преговараме, договараме со нив или распишуваме на една година или на неколку години тендер колку таа услуга би чинела. Но се согласувам, понекогаш бизнис заедницата може би нелогично ќе каже ако сака да добие квалитет, ако сака да добие работа, која ќе помогне во работењето да го оптимизира своето финансиско работење, на кој начин, според најновите стандарди, понекогаш мора да се голтнат тие дополнителни трошоци. Ако тоа допринесува кон поефикасно водење на бизнисот, зошто дел од тоа зголемена ефикасност и финансиски бенефиции не се споделат со оној кој ви помогнал на еден или друг начин во тоа. Тука треба свеста да се промени размислувањето на компаниите и на бизнисот, а не, како што рековте, да, често се случува тоа, одат компаниите до владата, плачат тамо во наводници и потоа нешто се случува. Или браншите кои има колку ова не е само во оваа дејност. На жалост, менталитетот и размислувањето и на компаниите, но и давателите на услуги треба да се усогласи, бидејќи пазарните услови се такви, да треба да работиме според пазарни услови, а не да не биде се субвенционирано од тих причини. Да има некои стандарди што мора да се испорачат, но да не биде тоа дампинг цени после тоа, па да останат само... Апсолутно. Но тука ќе се направи можеби некоја филтрација. Подобрите компании ќе можат да побараат не само услуги кои се под некоја вредност, дури и повисока цена,
ако знаат на кој начин им помагаат на бизнисите и им допренесуваат кон нивна зголемена профитабилност. Добро, ова е голем проблем за сите што имаат лиценци. За го начнавме, штета што нема од оние што носители на политики, а од сите партии, бидејќи сите партии исто реагираат на вакви прашања. Повелете, господине Мазлам. Кога се зборува за регулирана професија, ако направиме... Лиценцирана се зборува. Се што треба да има... Професијата сметководител сега станува регулирана професија. Така? Таа регулирана професија, ако водиме паралела на тоа што укаже за нотерите и за извршителите, тие имаат ценовник на услуги. И сега, според патот што водиме кон ова современа сметководствена професија меѓународна, да кажеме, бидејќи така настоиме, значи Советот заедно со институтот ќе направи значи ценовник кој што ќе биде прифатен од сите сметководители од начинот како нивниот опис на работа ќе се присликува во награда. Значи, не може сметководителот да трпи сите овие активности, трансформирај, оди по стандарди и на крајот тој да добива иста цена, иста награда. Значи, ако тоа ќе се среди, значи, институтот е како еден вид организација која што ги брани правата на сметководителите и ние сме како комора наспрема сметководителите. И така тие ќе бидат мотивирани, а во другата страна собствениците тие остваруваат профити. Сега, ако останало само за профитот да го делат со сметководителите, тогаш тие треба да затварат своите компании за тие пари за сметководителите. И мислам дека треба да менталната склопка и нас почнува да се промени малку, собствениците да гледат дека тие сметководители придонесуваат за компанијата, тие работат за резултат нивен и така ќе прифаќат дека и тие се дел од добивките кои што ги остваруваат. Да не ја забораваме и господја Ефремова. Овде сега малце друга дискусија развивме, но мене ми остана во главата оноа извештаите, односно што ги добиваат банките, финансиските извештаи, што имаат потешкоти и мора да ги подигаат на едно ниво за да бидат читливи. Тоа е процес, значи, но вие имате реална моќ малце да го забрзате процесот и да ги извршите притискање на банките да, ајде да речеме, да не прифаќаат веќе едноставни извештаи финансиски, туку да бидат по стандарди, а рековме банките кога ќе наумат нешто, тоа многу брзо се пренесува во стопанството, па и кај граѓаните, бидејќи и ние кога аплицираме за кредити или не знам што, треба тоа да биде стокмено, да знаеме што бараме и како бараме. Дали размислувате малце да ги, ајде условно кажано, подстегнете банките побрзо да имплементираат меѓународните стандарди и да бараат такви извештаи, а не они да трошат ресурси, бидејќи токму така ми беше спомнато дека голем дел од провизиите што ги плаќаме на банките и ни е скапо банкарството, затоа што ангажираат многу луѓе за споредни работи. Не може да ја намалат трошокот на својата работа. Одлично прашање, ви благодарам за прашањето. Да, јас не случајно преска во моето излагање употребив еден израз за банките дека тие се медијатори. Значи, во оваа смисла, нели, во смисла на примената на регулативата и за компаниите, не само за нив, тие се во улога на медијатори. Повторно, тука Централната банка во оној капацитет и оние надлежности кои што ги има, ова го има направено преку другиот сет на регулатива, прудентна, што ја викам, или супервизорска регулатива, конкретно преку одлуките поврзани со управување со кредитен ризик, каде што конкретно да се има имплементирано барање банката како и што треба да бара и да гледа од финансиските извештаи, односно како треба да ја анализира финансиската и кредитната способност на кредитобарателите. Дали се компании, дали се население, се едно. Си има пропишано насоки што треба да гледа. Токму на тој начин Централната банка, Народната банка, преку медиум банки, банкарски сектор, се обидува онолку колку што има простори надлежности да влијае на целата, на останатата небанкарска економија, нели? Тоа веќе е направено одамна.
преку тој друг сет на регулатива и сега јас не можам да зборувам која е корелацијата за нивото на провизии кои што ги наплаќаат банките, колкав дел од трошокот тој се е поради ангажирање на дополнителен кадар, кој што банката мора да го има за да ги исполни регулаторните барања. Тој аспект не можам да го зборувам, меѓутоа да, банките во оваа смисла се во неповолна положба. Тие мораат да работат двојно, односно треба да ги прилагодат оние финансиски извештаи кои што ги добиваат од компаниите, прво за собствени потреби, а второ и за да ги оправдаат пред супервизорите. Народна банка е и супервизор на банките, често се прават и теренски, вонтеренски супервизии, се оди и до тие детали, значи да, се бараат зошто овој параметар, новој кредитокорисник, ваков параметар сте одобриле кредит, дали е соодветно измерен кредитниот ризик. Значи, преку тој медиум, тој е просторот кој што го имаме, како еден од регулаторите, ние делуваме години наназад веќе и во овој аспект. Јас сакав една друга дискусија малку да отворам или еден апел да упатам. Сега се преведени стандардите, нов сет, разбравме, уште не се објавени, не сме ги виделе кој сет од меѓународно тековно важачките. Меѓутоа, реално за реалниот сектор, за корпорациите, за фирмите кои што ќе треба да ги применат, сега ќе има огромен скок. Од онаја важачка регулатива, оној важачки сет 2009 до овој ново важачки, дали е платформа 2023, не сум сигурна, така нешто слушнав. Меѓутоа има некои 14-15 години, тоа е значителни промени настанале во самите меѓународни стандарди. Некои се укинати, некои се заменети, некои се само измени, значи има голем број на и крупни и ситни детали на кои што сега сметководителите во релативно краток период, еве веќе сме април, до 1 јануари 25-та, тоа е релативно кратко време, од аспект на институција која што го поминала овој пат, можам да кажам, ние на банките им оставивме еден период од 15 до 18 месеци, од објавување до имплементација реална, до започнување со примена. Значи, во овој краток период, јас пред се би упатила апел до институтот, до професионалното здружение и сите професионални здруженија пред се, но и засегнатите институции. Час поскоро да се канализира преносот на најважните работи, како ефикасно, ефективно и квалитетно да се започне со имплементацијата, со реалната примена од 1 јануари 25. Клучна во овој аспект е и управата за јавни приходи. Се спомна менталитетот, јас тој збор не го сакам многу, меѓутоа реално факт е дека компаниите, голем дел од одлуките кога носат одлуки, деловни бизнис одлуки, темелат врз основа на прашањето колку данок ќе плата. Како тоа ќе се одрази од аспект на даночната регулатива. Даночна регулатива, даночни правила се различни, но и слични, се допираат со сметководствената регулатива и сметководствените правила. Туку уште еден пункт на апел, час поскоро да се започне интеракција и комуникација со управата за јавни приходи, да им се објаснат новите крупни аспекти кои што од даночен аспект ќе имаат ефекти во прибирањето на даноците. Ќе има различно прикажување, различни принципи на прикажување на приходи за одредени аспекти. Тоа треба убаво да во заедничка соработка со управата, ама координирано, и со фелата, да се подигне нивото на разбирање што е она ново што ќе се смени и што ќе биде ефективно применливо од 1 јануари, сите да се доведат на едно минимум ниво на свесност, на разбирање и секој во својата област да си ги канализира, да си ги уреди работите. Да, ова е многу важна тема, но за жал немаме представник од владата, но и да напоменам, сме во многу специфична ситуација, избори ни доаѓаат, не знаеме како ќе поминат, значи се менува власта, додека ако има промена на власта, ќе треба да се прилагоди, ќе треба да влезат во што е, например, ако биде министерка за финансии, например, од ВМРО, веројатно побрзо ќе се прилагоди, бидејќи од вашата бранша, но ако е некој што не ја разбира проблематиката, 2025 1 јануари ќе видиме како ќе биде, но овде
Па јас доаѓаме до би рекла крајот да некако. не ја мешаме политиката, професијата да си остане во рамки на Да, својата но ние професија. политичкиот момент Клучна е влијае на се. професионалните здруженија. Така, политичкиот момент влијае многу често. Доаѓаме до крајот со политика завршивме за жал. Мислам, не сакав со тоа, туку со некој понака убаво дека се ќе биде во ред на 1 јануари 2025 сите ќе бидеме среќни, весели со применети стандарди, но за крај нема ја да го завршам да ја завршам овој панел. Ја повикувам конференцијата да ја заврши председателката Весна Прентовска, повели да направам место само. Дојдовме до крајот. 8 часа, секој сметководител си седи на столче, а ние седиме на конференција, баш ми е драго. Големо беше задоволството да се биде домаќин на првата регионална конференција на сметководители која се одржа во нашата земја. Отворивме важни теми за развојот на професијата, но за мене најважно е што успеевме да покренеме тема за сметководствената професија, нејзиното значење, како и место во општеството. Како што слушнавме денес, пред нас не чека долг пат. Верувам дека започнавме со враќање на дигнитетот на професијата, позиционирање онаму каде што и припаѓа. Регионалната соработка во тој процес е исклучително значајна и сакам да искористам приликата се заблагодарам на нашите партнери од организациите во регионот, со кои убедена сум дека ќе започнуваме ново поглавје кое ќе биде исполнето со размена на искуства и плодна соработка. Исто така ја користам оваа можност да се заблагодарам на моите колеги сметководители кои имаа навистина напорен период, особено во периодот на подготвување годишни сметки. Трудот и посветеноста на сметководителите се клучна причина зошто го правиме сето ова. Долго оваа професија беше потценета, но сега нејзиното позиционирање во општеството како клучна алка без која не се може ниту државата, ниту стопанството, убедена сум дека ќе придонесе кон зголемување на атрактивноста на професијата. Дозволете ми посебно да се заблагодарам за учеството на Јелена Мисита како представничка на ИФАК, бидејќи споделување на низиното искуство, знаење, како и потенцирање на придобивките од членството е особено значено за нас. Важно на патот кон членството на ИФАК, како круна на нашите заложби за враќање на дигнитетот на професијата е тоа што имаме институционална поддршка и убедена сум дека тоа многу ќе ни помогне на овој пат. За крај ви благодарам многу за учеството, за присуството. Сигурна сум дека тука ќе заминеме со полни идеи, ентузијазам и верба дека нашата професија почнува да го зазема местото кој припаѓа во општеството, а ние сме спремни да одговориме на предизвиците на тој пат. Ви благодарам многу уште еднаш.